Среда 24 декември, кратки вести во 12 часот. Во Основниот суд Охрид според систематизација предвидени се 18 судиски места, а моментално работат само 8 судии, покажуваат податоците во извештајот на Врховниот суд за состојбата низ судовите во Република Македонија за 2024 година. Вкупно предмети во работа биле 22.525, решени се 16.178, а останале нерешени 6.347. Во конечниот заклучок од извештајот, Охридскиот основен суд се оценува за ажурен, со оглед на тоа дека успеал да го совлада приливот и да го намали остатокот од претходната година. Се посочува дека за подобрување на ефикасноста во работењето на ниво на суд, неопходно е преземање неколку мерки, меѓу кои обезбедување доволен број на судии и намалување на остатокот нерешени предмети. Читатели на Охрид Прес информираат за најновите дела на неодговорни поединци меѓу нас. Откако уште во септември годинава објавивме дека некој се пресметал со два јавни мобилни тоалети поставени во непосредна близина на Античкиот театар, сега некој се пресметал и со третиот. Трите тоалети кои се превртени веднаш до локалитетот се грда слика за ова место кое е често посетувано од туристи од целиот свет. Читателите во дописот апелираат и почесто да се чисти овој дел, затоа што е забележено ѓубре и остатоци кои неодговорни поединци ги оставаат на седиштата на амфитеатарот и во непосредната околина. Нова икона од Свети Гаврил епископ Велички донесена во храмот во ведение на Пресвета Богородица во населбата Рача. Иконата е изработена од сестринството на манастирот Пресвета Богородица Елеуса од селото Велјуса по истиот начин како што се изработувале иконите пред повеќе од 10 векови. Направена е од дрво со природни минерални бои кои внимателно се нанесуваат слој по слој, а на крај се позлатуваат според автентичната православна иконографска традиција. Времето денес променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, дува слаб јужен ветер, максималната температура во Охрид до 8 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.